Не само проблемот со корупцијата, политичката и економската криза. Бугарија, откако стана членка на Унијата во 2007-та, назадува и во почитувањето на малцинските права. Ова на своја кожа го чувствуваат тамошните турци, роми, македонци. Ова е и слика за немоќта на меѓународните институции. Без ефекти се серијата пресуди на судот во Страсбург. Аналитичари во Софија велат дека згора на се, темата повеќе не е интересна ни за политичарите. Билјана Кока беше во Бугарија. Прогонуван, затворан, интерниран, само затоа што е македонец. Сега не водат репресирани, но не македонци, а политички. Стојан Герасимов Василев е човек со челична волја. Не дават обештетенија, зашто сме били по затвори, по лагери, интернирани, но само да се измијат рацете. Ние не сакаме пари или служби, ние сакаме слободно да се викаме дека сме македонци. Да знае секој дека во Бугарија има и македонци, има и турци, има и цигани, и сите имат еднакви права. Овој споменик во центарот на Благоевград ги слави сите жртви на репресијата. Не смеат да не ги дават, зашто сме били опасност за нацијата бугарска. Ние сакаме да се знае дека во Бугарија македонци се платили со живото си по затвори, цели фамилии се били изгонени. Полициската станица во Благоевград. Подсетник на деновите кога без судење и налог, како младинец во 70-тите, бил лишуван од слобода и носен во подрумот, мачен и малтретиран заради своите идеали. Од судската зграда во која што се донесуваа пресудите против македонците кои што се залагаа за своите права, речиси не остана ништо. Меѓутоа останаа пресудите како сведоштва на погибието на нивните напори и залагања да си ги решат своите права како државјани на оваа земја. Тоа е за старите пресуди, а и новите како да се препишуваат од времето на репресијата. Стојан не може да го регистрира Сдруженијето. Благоевградскиот суд е против. Поднел жалба до апелацискиот суд, а крајната инстанца е судот во Страсбург. Иако Бугарија е членка на Европската Унија од 2007-та, состојбата со малцинските права не е драстично сменета и натаму има случаи на дискриминација на етничка основа. Таков е и овој со жителката на Горна Кресна. Во својот дом ни го отвори срцето. Отишла во Националното радио да пушти соопштение со повик за чествувањето на панихида на гробот на Сандански, но тоа никогаш не било објавено. Службеничка, а не одговорно лице, пресудила. Нема да се објави соопштението, бидејќи барањето го донесла членка на ОМО Илинден Пирин. Не смеело да се пушти во етер, бидејќи тоа ќе било противуставно. Зборувах со едната служителка, обаче колешката ѝ подскочи од стола, като чуче се отнася за панахида на гроба на Јане Сандански. Те други организации там не одат, бугарските организации не одат. И рече, тие са от ОМО Илинден. Съобщението няма да бъде излъчено. И аз съм питах защо. Защото ОМО Илинден е нерегистрирана и противоконституционна организација. Даринка поднесла жалба до Комисијата за заштита од дискриминација. Следувале неколку преписки. На крајот паднала одлука, поразителна за неа. Не мога да докажа как е дискриминацијата, че нема дискриминација и не са известни лицата, които са извършили дискриминацијата. Аз в това писмовето от Черновая посочвам кои са служителките извършили дискриминацијата. Те това не го вземат изпредвид. Бугарија периодов е во политички вакуум, во процес на формирање нова влада. Затоа сите обиди да добиеме став од релевантна институција останаа безуспешни. Но не само сега, и порано политичарите бегаат од темата за малцинските права. Еден од малкуте кои цело време алармираа е бугарскиот Хелсиншки комитет. Според неговиот председател главен проблем е што судската практика во Бугарија не се менува и покрај низата одлуки на судот во Страсбург, кои ја отцрнија Софија дека прави дискриминација и ги крши основните човекови права. Мисля, че има нужда
от едно пилотно решение, което да окаже конкретни мерки и конкретен срок за тяхното изпълнение, така че да се постигне това, което в много решения Европейския съд иска да се постигне, а именно да се признае правото на тези организации да получат регистрация и да функционират като юридически лица, както всички останали представители на етническите малцинства. Македонците като народ, като етнос, не само в България, но също така и в Македония, се отричат от почти всички институции в България. Такива заявления имаме на почти всички политически партии, не само на тези крайните националисти, но също така и на другите политически партии, всички президенти до сега. Може би този последния не съм го чул, но най-вероятно и той се придържа към такива виждания. Са казали, че в България македонци няма. Този начин на говорене го има в определени медии, в определени политически формации, които обикновено са свързани с някакъв национализъм. Тихомир Безлов е експерт од Центарот за следење на демократијата. Коренот на проблемот го гледа во радикалните струи. Говоря включително за АТАКА, говоря за ВМРО, за Патриотичен съюз, даже не тези така вече политически устойчиви формации. Ми се струва, че така научиха определени ограничения. Нерегистрираната партија ОМО Илинден Пирин со години се бори да добие статус во Бугарија. Со тоа би ја сменил црната традиција долга 24 години во кои во Бугарија не може да се регистрира ниту едно здружение што би ги застапувало правата на македонците. Еден од првите луѓе на оваа организација вели, не се регистрираат овие здруженија поради негаторската политика спрема македонците. В България под македонист и македонизъм се разбира именно постоянето на македонска самосвест и декларацията на някой човек като македонец. Според това значи, ово израз значи, македонската самосвест трябва да се суди како престъп против човечеството. Може да мислите како иска се и никой в България не го осуди. Но Тихомир Безлов смета дека работите почнаа да се менуваат во јавноста. Од едноставна причина. Моето впечатление е, че практически темата за какво правят македонците, ако се направи анализ на медиите, ще видите, че силно в пъти е спаднало спрямо предходни периоди. Просто интерес е много малък. Некогаш навредувани и омаловажувани, сега македонците во Бугарија велат дека се во информативен враг. Единствено гласило е месечникот Народна волја кој излегува на македонски и на бугарски јазик. Сите български новинари, телевизија, радио, се, прокуратура, милиција, се излезнаха с, особено новинарите, да се вапсат с главния уредник и новинарите, които са обвестникот, и да отидат во затворот. Уредникот Јан Пирински има 85 години, вели дека е горд што обстојале на притисоците и како што вели, лагите. Јас видих вестник Народна волја таму и ми стана много драго, много ми стана да се види вестник Народна волја во българската телевизија. Направих една много добра агитација на вестникот. Хајката завршила кога главниот обвинител објавил оти вестникот е уставен и дека ќе продолжи да се печати. Во Благоевград живеат повеќе етнички заедници. Нема официјален податок колку од нив се македонци. Ретко кој од граѓаните е свесен за проблемите со човековите права во најсиромашната европска држава. Не сум запозната с това. Само роми имаме. Други немате македонци? Македонци не мога да ви кажа. Има или нема? Сигурно има. Ние сме братя, немам. Ние се уважаваме. Ако не виждам никаква разлика кој е българин, кој е турчин, кој е французин, всички хора са еднакви. Но Брисел вели дека не е баш така. Последниот документ на Европската комисија против расизмот и нетолеранцијата укажува на исклучително тешките состојби во Бугарија. Со остра препорака до властите, оваа комисија бара поблизок приод и брзи действија во однос на прекршувањата што ги прават екстремистичките групи и политичките партии преку дискриминација, омраза и насилство. Европскиот суд за човекови права во Страсбург донесе над 350 пресуди во корист на граѓаните на Бугарија.
дел од нив се однесуваат токму на прекршувањето на правата на малцинствата во оваа земја. И покрај неколкократните препораки на европските институции, властите во Бугарија речиси да не реагираат.